Секој град и секоја општина поединечно организира дефиле на маски. Денешниот ден многу убав и Македонија наутро не е Македонија наутро, доколку на 1 април ги немаме и децата, оние за кои што зборуваме од самиот почеток на емисијата. Основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром ги отвори вратите за утринската програма и со нив некако денеска ќе ја заокружиме емисијата. Симона ни е таму, сликата и информациите ги добиваме од неа, а чинам Симона сликата никогаш поубава. Баш така, Кристина, ние сме во Љубен Лапе, односно тука многу добро не пречекаа учениците од 4-4 и 4-5, како и нивните наставнички, токму по повод денот на шегата и 1 април. Се надевам дека ќе уживаат сите наши гледачи во нивните маски, а ние токму со децата и со учениците овде кои што се присутни ќе поразговараме во што се маскирани и од каде е мотивацијата за таква маска, како и како ќе го поминат 1 април. Ќе започнеме од тебе. Прво благодарам на сите што не пречекавте вака добро. Па, Еве, да ни кажеш ти прва, во што си маскирана? Јас сум маскирана во мајка. Јас сум маскирана во кума на невестата. Јас сум маскиран во кум на младоженецот. Да, ќе споменам дека имате и групна маска која што е смешна свадба, така? А во што си ти маскирана? Јас сум маскирана на мајката на младоженецот. Јас сум маскирана на мајката на невестата. Јас сум маскирана во сестрата на невестата. Јас сум маскирана во гостин на веселбата. Јас сум маскирана во гостинка на веселбата. Јас сум маскиран како научник. Зошто ја одбра таа маска? Ја одбрав оваа маска бидејќи ме потсетува на бидејќи од срце ми дојде така. Јас сум маскирана во балерина. Јас сум маскирана во Хермиона од Хари Потер. Јас сум маскирана во Срце кршачка. Јас сум маскирана во Пролетно девојче. Јас сум маскирана во Јапонка. Супер, навистина не може сите да ве прашам и назад, ќе се повлечам чисто да може нашата камера да ги долови сите маски. Назад ќе кажам дека има и Барбика која што носи кутија, ќе може веројатно да ја забележите. Секој со својата мотивација и секој со желбата да ја изрази својата креативност токму на денот на шегата. Меѓутоа јас ќе потенцирам дека денеска во Љубен Лапе од 11 часот ќе има и дефиле во дворот на училиштето, каде што ќе има од сите оделенија ученици, така што ќе биде весело, како што споменавте Кристина, Иване и вие во студио, дека Скопските улици утрово навистина ни се преубави, раздвижено е, деца со широки насмевки и со интересни маски. Така е атмосферата и во овој клас, односно благодарение на дечињата од 4-4 и 4-5. Се надевам дека секој кој што ќе поминува од 11 часот тука покрај Љубен Лапен ќе доживее таа убава атмосфера и детска искреност. Јас тука ќе се одјавам за да не должам многу, иако можете сите да ми замерите дека не се подготвив добро и немам своја маска, меѓутоа ќе ми простат, па веројатно за следна прилика ќе направиме нешто заедничко. А за крај ќе ја замолам само камерата да сврти кон учениците за да ја посакаат и 1 априлската порака. Колку беше убаво. Априли, Лили, леле, колку убаво. Најубавите на целиот свет, ви благодариме многу, прво што не примивте со екипата да дојдеме, да ни го разубавите денот. Имавме смешна свадба, ние можеме да бидеме гости на свадбата, например, доколку ни дозволат. А гостиве на смешна свадба како? Па ќе се прилагодиме, ќе ни кажат како. Ќе направиме уште нешто ние. Симона кажа дека нема маска, јас не се согласувам. Мислам дека имаме уште една Барбика, една имаше, Симона ни е втората, да. Што значи дека имавме убави маски денеска. Убави маски, убави стрикни дечиња. Денеска искористете го денот, најдете си одишка барем 1 час, поминете и во централното градско подрачје, не само на Скопје, туку и низ останатите градови од земјава, да се наполните со убава и позитивна енергија и уште еднаш, барем 1 април
април и на нас возрастните ни служи за тоа уште еднаш накратко да се подсетиме колку е животот, колку може да биде убав и едноставен, бидејќи младите и дечињата тоа не го пренесуваат. Кажи колку е убаво да си дете. Добро, да не навлегувам сега, јас многу во психологија. Да. Децата брзаат да пораснат, брзаат да станат мажи, да станат жени, но всушност не знаат дека најубавиот период од животот е токму тоа растењето. Овој сега кој што го живеат. Исто во и нас не го зборува на нивни години, тоа не го сваќавме така да, драги дечиња, на 36, на 40 години, ќе си го правите истиов муабет што ние сега го правиме, па некој од нив можеби и наши колеги тук. Да, па исто ќе кажуваат тоа. Ние, како ние, да. Може музика, може музика бидејќи е сега, 1 април денеска, а потоа и да го резимираме ова денешно издание.